Добар ден, криптоентузијасти. Добре дојдовте во уште едно видео од напредниот курс на технички фундаментална анализа на нашиот канал, а тоа е Spend Output Profit Ratio. Многу интересен технички алат кој што ќе го користиме од сега во нашата техничка анализа, кој што дефинитивно ќе биде би рекол добар додаток на она што моментално го користиме како техничка анализа на пазарите. Интересно е тоа што ова е нели исклучиво за крипто секторот, ова е нешто што нормално не може да биде искористено за традиционалните финансии, највеќе заради начинот на кој што се добиваат овие информации. Како и да е, малку подоцна за тоа. На самиот почеток, уште еднаш, значи ова е првата содржина снимена во понеделник. Ќе ја погледнете на нашиот канал во вторник, нормално веќе е достапна за нашата Patreon заедница. Во среда не забравајте лайвстрим, тоа е FOMC состанокот, заедно со Гоце, кој што ќе го анализираме малку откако ќе заврши, значи околу 10 часот, за жал не можам порано да почнем со лайвстрим, но сега ќе го анализираме целиот FOMC состанок и пресконференција, заедно со новите economic projections кои што ќе излезат во овој ден, тоа е 10 декември. Петок имаме лайвстрим за нашата Patreon заедница, доколку не сте, станете дел од истата, линк може да најдете во секој од нашите видеа, во дескрипција. А во сабота, ваквиот лайвстрим, каде што ќе одговориме на сите прашања на нашата заедница, ќе биде видеото објавено и на сите наши канали, нормално вклучувајќи го најпрво YouTube. И во недела, според, би рекол, една од најбитните теми кои што треба да ги обработиме моментално, тоа е ISO 20022, новиот стандард за банкарски плаќања, односно тоа е меседжинг системот кој што го користат банките во, би рекол, 21 век конечно, со мала надградба, со задоцнување од така речено SWIFT, кој што беше екстремно заостанат систем. Така да се што треба да знаете за неговата целосна имплементација во овој ноември, кој што веќе заврши, како и коините кои што се поврзани со овој стандард, кои што ги исполнуваат неговите услови, така речено. Се извинувам ако ви звучам малку чудно, но сум доста болен, така да се надам дека го цените ова што без разлика дали сме болни, здрави, празници, чудна, значи секогаш има нов материјал, уживајте како и секогаш нормално, направено со апсолутно задоволство. Сега, како што ќе кажеме, SOPR е уствари скратенка од Spend Output Profit Ratio. Скратено речено, ова е начин на кој што практично се определува дали моментално оние кои што продаваат на пазарот, продаваат во профит или во загуба. Многу интересно е како е сето тоа направено. И би рекол доста едноставно кога станува збор за блокчейн, затоа што на блокчейн е практично дозволено, нормално. Значи, овие, така речено, имиња се, би рекол, сложенка од два термини. Првиот е Spend Output, тоа се Moved Coins, односно коините кои што се преместиле од еден во друг новченик. Односно, во блокчейн сферата, посебно конкретно во биткоин, да речем, кој што е во оваа ситуација најбитен на самиот пазар, секое поместување на коините од еден во друг навчаник се смета за продажба. Значи, иако тоа конкретно можеби не значи продажба, можеби човекот ги преместува овие коини од еден на друг новчаник кои што се негови, но за оваа алатка тоа се смета како продажба. Значи, вие практично сте ги отугиле коините од еден новчаник во друг. Во исто време, значи ги споредуваат цените на тоа кога за прв пат овие коини влегле во новчаникот, тоа значи дека биле купени, и кога истите ќе го напуштат според цената по која што го напуштиле. На тој начин имаме сооднос на тоа дали луѓето продаваат во профит или во загуба, споредбено на цената која што имате во моментот кога овие коини влегле во портфолиото и кога излегле од истото. Односно, ја делиме цената на биткоинот во моментот кога истиот бил купен со цената по која што бил отуѓен, односно продаден, и при тоа добиваме така наречен P&L, Profit and Loss, на сите, би рекол, на целиот пазар во даден момент, дали луѓето продаваат во профит, дали продаваат во некоја неутрална средина или во загуба. Нормално, ова е генерален сентимент на пазарот, ова не е за секој поединечно, така да доколку поголемиот дел луѓето продаваат во профит, индексот ќе биде над 1, некогаш и доста над 1, доколку поголемиот дел луѓето продаваат во некоја неутрална средина, значи да речем загубите се на некој начин да дополнети од добивките, тоа е некој индекс од 1, и под 1 се смета дека имаме многу повеќе луѓе кои што продаваат во загуба, наспроти оние кои што продаваат во профит. Сега, еве како изгледа тоа како пример, интересно овдека поставено, да речеме дека
вие моментално сте купиле биткоин на цена од $30,000, не мора да сте купиле цел, него сте купиле одредена количина на биткоин на $30,000, а сте го продале на $40,000. Тоа го поделиме, делиме цената по која што сте го продале врз цената која што сте го купиле, добиваме индексот 1,33, автоматски, значи вие сте продале во профит. Сега зборуваме конкретно во оваа ситуација за една трансакција, но зарачунајте дека овдека тоа го правиме за милиони трансакции на целиот пазар постојано, за да имаме идеја дали моментално трговците продаваат во профит или во загуба. Генерално како изгледа во зумирана форма, ова може да го забележите како дел, ова е само принт скрин на SOPR индексот, каде што јасно можеме да видиме, значи ова е 1, тоа е неутралната граница, каде што секое продавање над 1, зборуваме на поголемиот дел од пазарот, нормално за целиот сентимент на пазарот. Значи во оваа ситуација можеме да забележиме дека сите оние кои што продавале во период, да речем во негде декември 2025, јануари 2026 биле во профит. И обратно, сите оние кои што продавале на пример во јануари 2019 година биле во загуба, со оглед на фактот дека можеме да видиме дека SOPR е длабоко под 1, што значи дека најголем дел од луѓето кои што продаваат овдека биле во загуба. Значи овој индекс може многу интересни информации да ни даде, затоа и ќе го работиме моментално. Со тоа што ние го надградивме, значи најдовме 3 засебни дополнителни индекси кои што на некој начин ја надградуваат работата на овој основен индекс и ни даваат една многу по целосна слика, како изгледа во неговата нормална форма. Значи ова е границата на 1 и можеме јасно да видиме дека се што е над 1, како што се на пример најголемите врвови во моменталниот чарт на биткоин, е со екстремно позитивен output, значи гледаме дека вредностите се над 1 и обратно како се семињеме надолу можеме да видиме дека вредностите се под 1, тоа значи дека поголемиот дел од луѓето кои што моментално прават било каков тип на трансакции или продаваат, го прават тоа во загуба. Сега ние овдека додаваме 3 засебни индикатори кои што конкретно работат на истата оваа тематика. Оној кој што најдобро успеавме да го најдеме е SOPR, како што може видите овдека, е индексот кој што овдека ни е веќе додаден, индикаторот се извинувам. Како може да го најдете SOPR, кога ќе кликнете на индикатори, ќе ви го даде како еден од моменталните индикатори. Оно кој што треба да го најдете моментално е, само да го најдеме точно истиот. Значи ги обележавме со букмарк за полесно да може да ги најдете и да ги најдеме ние во иднина. Значи тоа е Spend Output Profit Ratio, може да го најдете од Pinnacle Investment, значи 423 моментално downloads или така нешто има моментално. Вториот кој што треба да го најдете е BTC SOPR, Momentum On-Chain, значи Crypto On-Chain, тоа е профилот кој што го направил. Ставете им букмарк за да може поедноставно да ги најдете, односно потоа ќе можете едноставно кога ќе кликнете на индикатори да ви ги даде како favorites овдека и уште еден кој што препорачуваме да го ставите, за кој што ќе зборуваме денеска е SOPR Heatmap. Тоа е овој кој што моментално користиме, кој што се наоѓа во скриена форма додека не го објасниме засебно. Значи, Heatmap е индикатор кој што се користи највеќе на дневно ниво, на другите едноставно нема соодветен некоја голема вредност, затоа и ќе го оставиме за последен. Сега, зошто овие два? Првиот, откако ќе го поставите, значи зборуваме во оваа ситуација за, само секунда, прво за кој го зборуваме ова, значи за овој. Откако ќе го поставите овде, она што ние направивме, според тоа што моментално се обидуваме да го прилагодиме на нашата работа, одите во Settings и на Inputs, мој совет е затоа што ќе ви го даде во ваква верзија, значи ќе ви го даде во ваква верзија. Вака е многу потежок за читање, мој совет кликнете Smooth SOPR, на тој начин ќе имате многу подобра представа, односно ќе имате многу полесно гледање на самиот индекс како бран. Од друга страна, ја поставивме оваа линија на 1, значи поставете едноставно линија на 1 за да ја имаме она линија во која што над 1 се рачуна дека сме во профит, под 1 дека сме во загуба. Сега нормално вториот индекс кој што го гледате овдека, тоа е SOPR Momentum On-Chain, како што ви ти кажеме, може да го најдете овдека. На овој нема потреба ништо да се подесува. Но во комбинација, прво гледаме кога продажбата на биткоин во тој период е во профит над 1, а второ гледаме кога е во екстремно преценета вредност на незината, така речено, цена.
односно овдека се што се наоѓа над 50, сега зборуваме за вториот индикатор, е во профит. Значи, секоја трансакција, односно движење на индексот нагоре над 50, значи дека поголемиот дел од луѓето во тој момент, како што можеме да забележиме овде, се во профит и продаваат во профит. И обратно, се што се наоѓа под 50, како во оваа ситуација овде, значи дека продаваат во загуба. Со тоа што многу е добар индикаторов заради утврдување на екстремно високи вредности и преценета вредност на цената на биткоин во тој момент и подценета во моменти кога имаме екстремни падови. Така, значи ни дава на неделно ниво, како што може да забележите и сами, доста добри индикатори кога сме се наоѓале на дното на овој циклус, а кога во средните неколку скокови сме се наоѓале на екстремна преценетост на цената во тој момент, каде што биле потребни корекции, погледнете сами, со тоа што единствено каде што не ни го покажа тоа, како што зборувавме и ние, поради тоа што очигледна манипулација, е токму овој дел каде што имавме нов all-time high од $124,000 на биткоин, а можеме да видиме дека е екстремно низок индексот и дури овде конечно почна да покажува над еден дека голем дел од луѓето кои што продаваат, повторно овдека, овие луѓе кои што продаваат над еден се во профит, само заради тоа што се long term ходлери. Заради тоа што голем дел луѓето кои што држале многу долг период продаваат и на тој начин практично се во профит. Иначе нормално дека на ваков пат очигледно кога се наоѓаме по 50, најголем дел од луѓето не би биле во профит во нормална состојба. Сега, како што веќе кажавме, значи многу јасно можеме да забележиме дека како се придвижуваме до одредени врвови, повеќе од јасно може да забележиме дека сме во екстремен профит, се над оваа линија представува екстремен профит, односно поголемиот дел луѓето кои што продаваат со профит, и тоа би рекол повисок профит за разлика од вообичаено, и нормално овер перформанс, односно можеме да видиме екстремно високи цени на биткоин кои што се исто така представени од овој индикатор на земање профит. И обратно, како се движиме надолу, значи пак ова не е перфектен индикатор, но може да биде дополнителен индикатор на сето оно што го имаме во нашата анализа, со цел да ни даде оприлика идеја каде се наоѓаме во однос на тоа дали луѓето продаваат, како што можеме да видиме овдека, во паника. Значи буквално ова е капитулација на пазарот, луѓето продаваат во паника. Гледаме дека тоа се случувало на секое дно на претходните bear маркети, како и овие локални врвови каде што многу луѓето продаваат во профит, нормално ова се оние smart money, каде што ритейл секторот влегува. Така да ова е доста добра комбинација на овие два индикатори каде што можеме да видиме кога се над еден, кога се во екстремен профит и нормално кога имаме локални врвови. Не заборавајте дека овој индикатор се менува во однос тоа дали го гледате на месечно и дневно ниво, како што може да видите и сами. Дури многу е појасен кога би го гледале моментално на месечно ниво, со тоа што појасно не може да биде дека сме се наоѓаме на самото дно или пак на самиот врв на еден циклус, но повторно, ова е само дополнителен индикатор, знаете и сами дека ние никогаш не се базираме само на еден индикатор, па дури на дневно ниво морам да кажам дека има доста добра точност, посебно овој индикатор. Ова е само дополнителен индикатор кој што го користиме за утврдување на профитабилност. Погледнете. По целиот овој рок, откако сме завршиле пример, 10 ова е падот поради тарифи, така, до април-мај 2025 година, што може да забележиме? Од тој момент кога индикаторот поминал од ова така речено подценетост на цената, каде што поголемиот дел луѓето продавале во загуба, почнуваме да се движиме нагоре, овој индикатор поминува над 50, ефективно станува профитабилен и гледаме дека почнуваат да се формираат локални врвови нагоре како се движиме, а од друга страна дополнително овој индикатор ни покажува дека во целиот тој период, во овие три последователни врвови, ние сме имале екстремна профитабилност во целиот тој дел и поголем дел од трговците продавале во голема профитабилност и затоа можеме да забележиме дека во ваков тип на трендови, значи зашто е толку битен овој еден, да речем, на овој индикатор, е фактот дека истиот служи така речено како еден вид на поддршка. Односно во целиот овој период се уште е во профит и поголем дел од луѓето се во FOMO, да речем, момент и понатаму купуваат и очекуваат дека цената ќе продолжи да расте. Слично на тоа можеме да видиме обратна состојба каде што цените се наоѓаат на апсолутното дно. Односно имаме одржливи трендови на придвижување под така речено 1, каде што откако се завршил да речеме овој локален врв, тоа е вториот локален врв од бул маркетот 2021 година, би рекол блиску до 1, се придвижуваме надолу и ова придвижување под така речено 0,
што е екстремна непрофитабилност, каде што голем дел од луѓето продаваат поради паника. Значи повеќе од јасно ни покажува дека ова е така речено дното на bear маркетот, дури ако е на дневно ниво, погледнете, значи повеќе од јасно може да видиме дека ваквите одржливи трендови на придружување под нулата ни представуваат оние капитулации кои што се потребни да се случат за да се најде дното на овој пазар пред повторување на еден бул циклус. Така да во оваа ситуација, значи моментот кога ќе влеземе под нулата на овој индикатор, најчесто ни покажува дека самиот чарт во оваа ситуација биткоин го бара дното и на некој начин се приближуваме полека блиску до потенцијално дно во тој циклус. Се уште не сме во таа ситуација, но гледаме дека за жал вредноста во оваа ситуација профитабилноста е на некоја неутрална форма пред да падне повторно негде блиску до нулата, што значи дека ефективно ние се движиме кон негативна да речем, негативна територија, односно поголем дел од продавањата моментално се во загуба, што е еднакво на заети сами практично капитулација на пазарот, односно се придвижуваме така речено во свој виден bear market според 4 годишниот циклус, но останува да видиме дали тоа така ќе се задржи. Не заборавајте дека и претходно сме се придвижувале слично на таа ситуација во некоја видна колапс така речено на цената, но знаете како, затоа и на дневно ниво не ги користам многу овие чартови, многу побитно ми е да ги следиме на би рекол месечно и неделно ниво, затоа што ни дава многу појасна слика, односно многу појасно можеме да ги видиме локалните врвови и многу помалку бука има на чартот заради секојдневни манипулации кога станува збор за неделно и месечно ниво, затоа и гледате дека многу повеќе се фокусираме на макро анализа наспроти микроанализа. И овдека ќе го спомнам, потенцијално ќе го користиме во одредени ситуации, тоа е дополнителниот Bitcoin SOPR heatmap, кој што дополнително на самиот чарт ни дава кога се наоѓаме во екстремно високи профитабилни зони. Значи овдека можеме дека тоа кореспондира, погледнете колку добро. И со придвижување на овој индикатор над 1, кој што ни покажува екстремна профитабилност, и со врв во овој индикатор на моменту, кој што ни покажува дека се наоѓа над 70, над 80, кој што е потенцијален врв на профитабилноста, и црвено на самиот чарт ни дава како облак, ова е така речено слично на Bollinger Band, кој што ни покажува дека се наоѓаме во екстремна профитабилност за разлика од претходниот период, каде што голем дел од луѓето продаваат во профитабилност. Од друга страна, уште една интересна работа е фактот што мора да го запоменеме овдека е дека не е само дека е профитабилност, туку овдека ни покажува и дека има голема продажба. Значи овдека ние можеме да видиме дека има големо така речено дамп на биткоин на пазарот поради оваа црвената форма, поради оваа високи да речам вредности како на овој индикатор, затоа што колку повеќе луѓето продаваат, за да имаме така речено покачување на овој индекс, тогаш ги реализираат своите профити и нормално тогаш вредностите на овие индекси ескалираат нагоре и обратно, кога имаме капитулации, значи тоа можеме да го видиме на самото дно, значи каде што можеме да видиме обратна ситуација, каде што овдека па за разлика од црвените би рекол фази, одека имаме плави фази, каде што гледајте колку добро е на некој начин утврдено дното во овој чарт во така речено 4 годишниот циклус, каде што можеме да видиме целосна капитулација на овој индикатор овде, тоа е после падот на FTX, екстремно ниски вредности, односно тоа значи дека имаме многу голема продажба на биткоин по екстремно ниски цени, тоа значи во голема загуба и ефективно на тој начин можеме да утврдиме дека сите овие три индикатори ни помогнале на вистина добро потенцијално да го алоцираме дното во оваа ситуација, но повторно на дневно ниво ова може да биде подложено на доста големи манипулации, затоа и ќе гледаме да го користиме највеќе на неделно и месечно ниво. Дневно е само да утврдиме што моментално се случува краткорочно во случај да имаме потреба да добиеме таква информација. Еве како во оваа ситуација што можеме да забележиме? Можеме да забележиме дека се наоѓаме на доста ниско ниво во однос на профитабилноста, односно можеме да забележиме дека оваа плава форма, која што гледаме овдека на самиот ова е Bitcoin SOPR heatmap, соодветствува со што? Локалното дно овде, локалното дно овде и тоа погледнете. Ваков тип на плава нијанса, така речено, најчесто соодветствува со апсолутното дно во овие корекции. Ево го и овде, можеме да го видиме истото, каде што моментално се наоѓа вредноста на овој индикатор и да видиме претходно истото каде сме го виделе, погледнете.
уште една шистата таа плава нијанса, тоа најчесто ни покажува, погледнете, апсолутни најниски вредности на одредени капитулации, со тоа што за жал кога сме во bear market можеме да видиме дека ги гледаме многу повеќе, до екстремната нејзина вредност, тоа е оваа плава, лејакова, како сакате, црвена боја, за разлика од тоа обратно, екстремно црвена и портокалова се кога имаме највисоки вредности и највисока профитабилност. Така да, ова е конкретно да знаете како прилика ќе ни покажува индикаторот, каде се наоѓаме, и повторно ова не е уникатен индикатор, не го користиме само овој, користиме многу, но ова е дополнителен за да можеме да имаме поцелосна слика за тоа што се случува на пазарот. Истиот ќе биде додаден на ова што моментално гледате, тоа е чартот, тренд и FIB. Сите чартови наши може да ги најдете на Facebook, во pinned post има линк на кој што може да ги најдете сите наши чартови и може да ги следите во живо, значи буквално може да ги користите, да ги разгледувате, нормално не може да ги менувате, но сите чартови кои што ги користиме на TradingView се јавни. Така да се надам дека научивте нешто, како и секогаш во нашата, да речем, материја на нашиот канал. И повторно доаѓа следниот лайвстрим за нашата Patreon заедница, доколку не сте, во дескрипција на секој од нашите видеа може да најдете линк до нашата Patreon заедница. Пробајте како е да се бидете дел од нашата заедница 7 дена бесплатно и бидете дел од така речено следниот лайвстрим на нашата Patreon заедница овој петок. А оваа мала би рекол чланарина која што може да одлучите да платите ни помага да можеме да дигнеме работата на едукација на финансиски и блокчейн план на што повисоко ниво за сите македонци во светот. За тоа што нормално како возврат добивате пристап до чатовите на нашиот Patreon, каде што може да видите дека активно сите работат на меѓусебно информирање и едукација и на тој начин практично помагаме еден на друг да можеме да имаме подобра слика за оно што моментално се случува на пазарот. Значи, во заедницата е силата, затоа пак ќе напоменам, тоа е идејата на оваа заедница, тоа е идејата на оваа апликација. Дополнително имате пораки директно до нас, кои што ги одговараме еднаш дневно. Имате, како што веќе кажав, лайвстрим, кој што ќе биде овој месец во петок за сите ваши прашања и сите овие офлайн материјали, како што е моментално овие индикатори и така натаму, ги доставуваме прво до нашата Patreon заедница, а потоа и до сите наши гледачи на YouTube и останатите канали. И дополнително, доколку имате проблем како некој од нашите членови или сакате да го обновите вашето годишно членство или сакате да уплатите годишно членство, тоа може да го направите со една од овие адреси или пак само пратите ни на cryptogamiji@gmail.com. Која адреса би ја преферирале, ние ќе ви пратиме адреса за блокчейн нормално, а при тоа ќе добиете 30% попуст во уплатата на годишно членство, за разлика од тоа што Patreon моментално го нуди, таму можеме максимум 20 да ви дадеме за годишно ниво и на тој начин ќе добиете линк каде што ќе може годишно да бидете дел од нашата заедница. Благодарам на сите оние кои што благодарам за досегашната поддршка. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи. Listen up, class is in session tonight. Crypto Jamizia here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Crypto Jamizia teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia setting knowledge free. Crypto Jamizia teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Jamizia setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Jamizia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seas, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high, smart contracts executing, reaching for the sky.
Crypto Jamizia, your educational guide.